Утрово се наоѓаме во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Наш денешен гостин во интервјуто на Актуелна тера е и доктор Драшко Димески, специјалист по педиатриска кардиологија. Добре дојдовте во Актуелна тера. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Мислам дека ќе биде од корист некои информации кои ќе ги слушат нашите идни пациенти или пациенти кои ќе доаѓаат тука во нашата нова поликлиника. Наша денешна тема во денешниот Актуел е фетална ехокардиографија. Кога се прават овие задолжителни скринизи и кои се предностите кои што ги има? Прво, за каква метода станува збор да им откриеме на нашите гледачи? Во основа станува збор за неинвазивна ултразвучна метода или кратко речено еходиагностика, која е дел од пренаталната диагностика во гинекологијата и метода која најрано ни открива евентуално постоење на некои вродени аномалии на срцето на фетусот или проблеми од типот на аритмиите во смисол на отчукувањата и нормалната работа на срце. Во принцип, методата има два пристапи. Може да се изработи како трансвагинално, со вагинална сонда, која ја користиме повеќе во опции кај што имаме високо ризична бременост, кај што де факто очекуваме тешки аномалии на срце и некаде таа може да се применува 15-16 недела на гестација. И другата стандардна рутинска метода, тоа е некаде од 19 до 24 недела како прв скрининг и вториот некаде околу 28-9 недела како втор контролен скрининг. Кои се предностите на скринингот? Зошто е потребно да се направи еве од 19 до 24 недела? Во принцип овој период е најдобар првиот скрининг затоа што самиот фетус во однос на неговата возраст и просторот, да кажам, во кој постоиме и сме во моментот како простор на движење е многу поповолен, бидејќи се работи за фетус кој има опции да ни даде повеќе позиции на гледање со помош на тој ултразвук. Во однос на позициите кога имаме поголем фетус, да кажеме во однос на гестацијата, просторот е идентичен и тоаш можностите за гледање од повеќе позиции на сите анатомски структури на срцето се редуцирани. Односно, овој прв скрининг од тој аспект е подобар. Второ, нормално некој пат имаме тешки аномалии на срце кои се иноперабилни во смислу на барат као крајна опција на трансплантација на срце, кој за сега барем кај нас тешко може да се изведува и кога најчесто ради одлука на нормално одлучуваат околу дефинитивниот аспект на како ќе оди таа бременост, доколку се одлучи да се прекини од аспект на гинеколозите и од медико-етичките комисии е поголем ако евентуално имаме потреба за некоја интервенција од тој аспект. Задолжителен велите дека е скрининг да се направи. Дали досега од вашата досегашна работа сте откриле многу срцеви аномалии? Порано ставовите кога оваа метода почна да се применува, почна да се применува како последна во диагностиката во пренаталната, мислам генерално гледано, бараше софистицирани опреми во смисол на апарати со висока резолуција за да се видат тие структурни елементи на срцето и индикациите беа по анамнестички потреби од личната, фамилиарна анамнеза, дали сме имали некои ризични фактори кои трудницата може да ги каже, па сме го работиле тој скрининг. Сега, новите статистички податоци од водечки референтни центри во Европа и во Америка зборуваат дека порастот на срцевите аномалии е во тренд и она кој загрижува како податок е во тренд во неризичната група на трудници. Односно, што вие немате податоци дека постои некој ризик фактор да тоа бебе би имало условно кажано некоја срцева аномалија. Така да, со оглед на овај околина во која се живее, надворешни фактори и сите тие други кои се инкорпорирани во сите тие ситуации за можност на срцева аномалија, доведоа да таа метода веќе сега е рутинска и тој скрининг мора да се направи заради безбедност на самиот фетус, а нормално на тоа идно бебе која ќе се роди. Колку срцевите аномалии се решаваат уште во фетус кога е бебето, да кажем? Феталната ехокардиографија
на површина исфрли многу битни податоци кои ние како кардиолози кои сме ги знаеле кај новородените покажаа некои дискрепанци во однос на прво на бројката, а второ и однесувањето на срцева аномалија за време на гестацијата, односно за време на бременост. Најновите информации кои доаѓаат од тие референтни центри зборуваат дека потешките комплексни кардиопатии во старт почнуваат како поедноставни. Ако вие имате опција да таа поедноставна кардиопатија решите интраутерино, тогаш податоците зборуваат дека тој фетус, односно тоа бебе која ќе дојде, нема да не развија некоја потешка форма на кардиопатијата, со тоа што тука веќе влегува методата на третман, како се вика интервентната фетална ехокардиографија, каде што за сега најповеќе се работи на многу тешка кардиопатија, таа е хипоплазијата на лево срце, каде податоците од тие истражувања зборуваат дека ако вие решите порано, де факто почнува како една стеснување на валвулата на аорта, го решите тој проблем, имате шанси да до крајот на бременоста тој фетус не развија хипоплазија. Тоа значи веќе имаме податоци дека тие потешки форми може и ќе се решаваат, а и веќе се решаваат во Америка во тие познати референтни центри, како такви со помош на таа интервентна фетална кардиологија. Од друг аспект, поновите информации зборуваат дека и некои потешки форми за време на интраутериниот живот на фетусот можат на крајот да поминат во некоја полесна форма, што на некој начин олеснува во одлуката на идните родители дали би прифатиле прекин на бременоста или би оставиле тој период додека е таа бременост, да таа по-комплицирана форма на кардиопатија премени во по-едноставна. Тоа се некои новини кои се многу охрабрувачки за понатаму. Американците како водечки во тој дел веќе размислуваат и на примената на феталната кардиохирургија, на третмани, на хируршки третмани дел кои ќе овозможат исто додека сме интраутерино зборуваме да се решаваат некои, ќе видиме понатаму, форми на кардиопатии и од аспект на аритмиите веќе се применуваат користењето на пейсмейкерите кај комплетните АВ блокови се со цел да се превенираат тие брадикарди, да до крајот на бременоста сепак тоа бебе која ќе се роди биде во добра кондиција. Колку срцевите аномалии можат да бидат наследни? Дали тоа значи дека ако мајката е со срцева мана, автоматски и бебето ја наследува таа болест? Процентот на наследност на кардиопатиите е мал, не е толку голем, значи повеќе од 90% се на комбинација на надворешните фактори. Тоа се фактори кои трудницата за време на бременоста во првите месеци кога се формираат сите органи, меѓу кои срцето. Сега тука би нафрли од самата атмосферска, да речеме, средина, не обкружува, радиацијата, некои инфекции кои трудницата ги поминала, не манифестни на нога, еден збир на голем број фактори кои гинеколозите ги знаат како можни ризични, така да процентот на наследност е, да не речам, незначителен. Ние повеќе калкулираме, ако да кажеме во една фамилија сме имале некој дете со кардиопатија, па и второто било со кардиопатија и третото евентуално, тогаш веќе тој процент на секоја следна кардиопатија за можност на наследност се зголемува. А иначе вака генерално најповеќе се тие комбинации на надворешните фактори. Оно што верувам дека сите гледачи ќе ги интересира, дали скринингот може да има штетно влијание врз плодот? Дали има некаков ризик? Не, апсолутно не, и затоа спомнав дека тоа е најдобрата неинвазивна метода, пошто се работи за ултразвук, немаме никакви, мислам, размислување, да размислуваат пациентите во смисол на зрачења, и као што е рентген, снимка на компјутери и така натаму. Во тој смисол, апсолутно безболна метода по однос на фетусот без никакви проблеми. Работени се голем број на студии независни и од американците, и од европските референти, и од Јапон. Никој од тие студии не најде негативен ефект врз самиот фетус при користење на ултразвукот. Треба да се има во предвид дека тие нови апарати кои денес се користат
сега зборувам хипотетички, ако има некоја доза на користење на ултразвукот као бројка, зборувам, работата уште со по 1000, 10.000 пати по ниски вредности од она што е дозволено, како така да во заклучок би кажал, тука апсолутно нема никаков ризик за самиот фетус во однос на користење, може да користите сат време, 2 сати да работите без никакви проблеми. Без разлика дали бремената жена е, например, 20 години или 40 години, колка повеќе се препорачува? Сакам да кажам дека и тука веќе има статистички гледано многу промени. Ние знаевме дека генерално уназад 35-та година и некоја година кога би очекувале, ако е трудницата постара, као некоја граница или лимит за проблеми од аспекти на бременност и на аномалии, кај самиот фетус, вклучувајќи и срце, меѓутоа пак ќе се вратам назад. Она сега што загрижува, пак реков, тоа е неризичната група, кај што тука имаме пораст кој не го очекуваме и од аспект на вашето прашање и возраста веќе е многу, ние имаме брачни парови со 20-25 години, нека се некаде од прилика до 30, кај што бројот на кардиопати не е зголемен, а немаме параметар за некој ризичен фактор да кажеме, ова е така ради овој фактор. Така да и старосната граница веќе е испод тонај лимит кој го имавме порано као 35-та година на старост. Јас ви благодарам за гостувањето во Актуелна тера. Се гледаме во наредна прилика. Да, јас само би кажал пошто сме тука во Битола сега, значи нашите пациенти кои доаѓаат по Скопје нема повеќе да имаат потреба условно речено да патуваат, да се матери. Така да овие прегледи веќе ќе почнат да се реализираат и тука веќе сме на почеток и така, што значи тоа ќе биде много сполеснителна околност за Битола и регионот пошироко тука кој се поблиску. Благодарам уште еднаш. Тоа, почитувани гледачи, беше доктор Драшко Димески, специјалист по педиатриска кардиологија во Систина. Поздрав!